Кој те го тори, кој те го тори, кој ти го тори, не тоа обаво име. Кумот ми го тори, кумот ми го тори, зоќе ми го тори, луѓе, тоа обаво име. Ава, постојано имаат некои забркање. Нон-стоп имаат некои подстанари у глава и се бркаат со нив. Дали тоа биле вештерки, духови, џуџиња, ботови? Они нон-стоп имаат некои непријатели, кои шо им го ебат муабетот, им ја ебат политиката. Они не се криви за ништо. Сашо Тасевски ме крив, ќе му блокирале профил, ќе го санкционирале, ботовите се криви, ВМРО-вски. Па после Јоне пусти искача и Богданка, и некоја Симона таму извршен одбор. И тие генерално сите кажуваат, вика, преку армијата ботови ВМРО, тоа се оние невидливи, лажни профили, преку армијата ботови ВМРО, вика, сака да создаде лажна слика дека СДС се омразени кај народот. Демек дека народот има генерално лош став кон СДС. Дечки, не знам, до се изгледа 2 години јас шо јадам говна на Фейсбук, вие не ми ги гледате многу внимателно видеата, или ми ги гледате за да најдете некоја тамо ситница да извлечете и од неа да направите од игла локомотива за да ме компромитирате. Затоа вие уште не живеете во реалноста во која што живеете. Вие у главите си имате некоја паралелна реалност, кај што сте сакани од народот, почитувани, дека народот копне пак да ве види на власт. Луѓе, вие сте многу близко до шизофренија, вие живеете у ненормална психоза, у лажна слика за самите вас, у лажна слика за вашите дела кои што ве донесоа до точката на пукање, до точката на шизофренија, до ова ниво каде што како партија, како да ви кажам, се наоѓате пред целосен распад. Вие не сте нормални, вие не знаете што зборите. ВМРО преку своите ботови сакало да создаде лажна слика дека народот го мрази СДС. Дечки, Симона, Богданка, Каја, како се презиваше оваа инквизиторкава главна, шо име не знам. Зоќ Јоне, не е тоа лажна слика. Тоа е најобјективна слика и вистина за вас. Народот вас органски не ве поднесува. Ако мислите на македонскиот народ, не знам што имате со другите народи у држава и како комуницирате со нив. И на кој начин. Но македонскиот народ, што галебо држава е, речеси, 1 милион не има македонци. А целата држава е 1.600.000 луѓе у моментов, со сите што се заминати натака. Или 1.700.000, 800 нека биде. Значи, рачунете дека од 1.600, 700, 800, од 1.600, 800.000 луѓе, што се моментално присутни у Македонија, ако не и помалце, околу 1 милион луѓе ве мразат. Не ве сака. Тоа не е лажна слика. Тоа е објективна слика на нештата во Македонија. Сега вака, ја не знам дали ВМРО има армија ботови со лажни профили и не знам какви рендом слики итн. И вие немојте да се фаќате за тие, да трчате по тие духови, да ги истеруете тие ѓаволи, тие духови.
Оти се невидливи, нели? Лажни профили се. Воздух. Шизофрено е да трчате по нив. Како да ви кажам? И може има ВМРО лажни ботови, ја не знам. Не сум ја у партијата па да знам. Но, има исто така нешто што е сигурно. Еве, ја не сум бот. Многу сум истински. Како беше онаа, да ве подсетам на овој вашиов пејач, онаа песна, не сме, но сме истински. Од овој Азис. Да го ебам, го заборев. Уствари, не хем да го ебам, него реков, да го ебам у пренос на значење, иначе не хем да го ебам Азис, нормално. Значи, види. Значи, ова не е лажен профил мој, види, месо, крв, сака да ви го Ај, не мора. Пошто ми текне, имам доле истетовирано СДС на овој. Него. Види. Значи, сериозен виест, значи, не се заебам, ја не сум психијатар. Но јас ви гарантирам да ги викнете најдобрите психијатри во светот, да ви направат психолошки профил моментално на раководството на СДС, на целата партија. Ке ви кажа дека се наоѓате во опасна колективна психоза. Ви го реков тоа, вие барате виновници на секое место што постои околу вас, само не во вашите редови. Вие сте најголемите виновници за тоа што народот има негативно мислење за вас. И за токму тоа беше овој целиот муавет со деновина назад што трае и што ќе трае понатака. И нема, како да ви кажам, од време на време па некој ваш член или бот ке ми напише доста више, доста, еби се, СДС, ова ти за СДС, само ти, ова ти он. Ја на вашиве ботови да им порачам, пошто вие исто така имате армија ботови, сега да се разбереме. Многу ботови да им порачам. Значи, ако толку ги иритирам со моите говоранци против СДС, има тамо копче, може да ме одследат, да ме блокираат, шо да е. Али мене да ми кажуете доста, мислам како да ти кажам, контраефект правите. Како што контраефект направи ако ми извадија да бришат под со мене на пресот на СДС, овие форум на жени, како се викаат. Дека сум бил мизогин. Па јебачува мајку, бе. Ви реков и тогаш. Тек сега јебачува мајку. Затоа што сте вие подмолни како луѓе. Се што правите под радарот. Се што правите за ваши деца, за ваши членови, за ваши блиски. И згора на се сте арогантни. Како подобро да ве опишам? И апропо, пошто ми текна на ова, сега, апропо сега ова што се за агенцијава за филм, што е ова Сладкар, ке се правил документарец ова. У принцип, проверете на кои ги давате парите. Им кажуем на овие, што се на власт. Во тие структури, филмашките у Македонија, продуцентските, тоа е све нати го, дај ми го. Тоа се све екипи, блиски, и убаво направи анализа алфа. Голем дел од нив се припадници токму на овој слој, кои што ја ги критикувам и ги навредувам. Аргументирано.
Да се разбереме. И тие тука се изврзани како црева. И тоа е све меѓу... Ја на тебе Сердаре, ти на мене војводо. Ги злоупотребуваат нашите пари. Истите апликанти се секогаш за филмови, за серии. Нормален човек, нормален талентиран фраер, со талентирано, со убаво напишано сценарij, со ова, со... Не може да се добере до тие пари, ако нема некој од тие тамо блиски, што се традиционално изврзани со Социјалдемократскиот сојуз. И ги знаете вие многу добро овие работи. Само треба вака некој да ги каже отворено, па ја не знам зашо ги кажам, пошто знам нема ништо да се смени. Има тамо цицачи, кои што 30 години цицаат пари од нас да снимаат некои тамо глупи филмчини или сериички што никој не ги гледа. А на сметка на тоа многу други не добиваат ни цент да снимат било што. Ги храниме со децении. И нон-стоп имаше скандали со филмски фонд, со агенции, пари за филмови, за ова, све нешто. И никогаш тие не се расчистија. Никогаш. Пошто оваа држава, за жал, против одредени структури, луѓе, поединци, не можеш тужба да напишеш. Не можеш. Као бели мечки се заштитени. Не само од тука. Од странски разни центри на моќ. Дали бил почесен конзул на ова кралство, дали бил почесен конзул на она кралство, дали бил почесен ова вамо, почесен ова тамо, масон, темплар, итн. Малтешки витез, кур се тресе у ладна вода, ко бели мечки се. Тоа е една работа. Втора работа. Шо не е јасно, бе? Шо не е јасно? За жал, ова моје обраќање нема да има голем оддек. Филм, биографски, игран или документарец, снимаш за врвни личности, врвни уметници, што сериозно придонеле со своето делување, со својот начин на живот, со својата уметност или со своето знаење, со својата супериорност, научна или државничка или било каква, драстично или барем малку да го променат светот на подобро. Или обратно, го однеле светот во сосема спротивен правец. Кога се снимаат автобиографски играни филмови, зборам. И тие луѓе треба да имаат огромна специфична тежина. Многу богат, контроверзен живот, да биле во центарот на некои многу комплексни случувања, кај што се одлучувало за живот и смрт, за појма нема, за ова, за она. За тие луѓе се снимаат автобиографски за играни филмови, зборам. Па имате тука, појма немам, филм за познати председатели, филм за филмови за многу познати музичарки кои што имале страотно богат живот, што нормален човек не може да го изживее ни за 20 животи, како да кажеме, појма немам. Тина Тарнер, Джим Морисон, Рей Чарлс, да не ги редам сега. Елвис Присли, Џон Кенеди, да не ги редам. Ако више снимаш документарец, како што е у случај,
Документарецот го снимаш за, како да ви кажам, за големи личности. Што одамна, како да ви кажам, станале поголеми од животот. Конкретно е во случај збориме уметноста, музиката. За такви се снимаат документарци. Да кажеш дека снимаш документарец за некој што некоја своја мана, ситна, ја направил, не знам како, добра кариера. Ја не му ја спорам кариерата на Слатка. Уопште, ниту музиката му ја спорам, ништо не му спорам на дечко. Океј, имам замерка за она што ќе го кажам после сериозно. За такви се снимаат документарци. Документарци се снимаат исто, не мора да е познат човекот, но може на некој начин да придонел со начинот на својот живот, со зачудноста како живее, да ги предизвикал појмане очите на јавноста, или со неговата професија, па станува интересен за него да се напише приказна. Дали некој живее со мечките у пештера 20 години, па знае и мечкарски јазик да збори, да ги разбира нивниот говор. Дали некој како доктор Дулитл разбира сите животни што зборат, за него се прави документарец. Поемане. Дали некој без никаква опрема на себе се качува по карпи. Джоа Пајак, човек Пајак, за него се прави документарец. Со луѓе со необични способности. Ако е музичар, се прави за некој што оставил длабок белек на поширок регион. Пример, документарец за појмане, за Лепи Сол, за Мизар, за Архангел, да ги знаат луѓето од тие бендови како во едно време придонеле со својата музика, нашата музика македонска да ја слушаат до Словенија, рецимо. Никој не знае дека Мизар на времето беа у Словенија беа многу барани во времето на бивша Југославија. Словенците ги обожаваа Мизар. За Архангел да не зборим, Лепи Сол, што тоа е позната приказна и така натаму, така натаму. Владко беше еден, ако не и најголем гитарски виртуоз на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Рок музичар. Се прави документарец, ако сакате, за појмане, за наши познати дејци од фолк музиката, кои што ставиле страотен печат, кои што со својата песна го граделе идентитетот тула по тула. Јонче Христовски, не знам, останативе, Гугуловски, Сариевски, Бадев, Мадев, не, мислам, него сакав да го набројам сега Мадев, него така ми дојде у Рим. Глупости. Запознати сликари, вајари, што стаеле печат негде. Why the hell за Слаткар? Зошто бе? Дали вие знаете дека имаме две цури вработени во НАСА? И тоа не се тамо службенички или благајнички што потпишуваат плата, него се горе тој високотехнолошки оддел на НАСА. Две. Никој не ги знае. Дали знаете дека пред многу кратко време цура, девојка од Скопје, отиде на 22 година у Америка, на Флорида, отвара бизнис, некој си поименеам ланец на овакви за компјутерски IT обуки, школи. Дали знаете дека влезе на листата на Forbes под 30? На Forbes се влезена. Немате појма. За такви се снимаат документарци. Се снимаат документарец за дечково што е професор на Кембридж. На Сашка Длака, нашата позната скопска фаца, син. Екстремно висока коефициент на интелигенција.
дипломиран на Кембридж, квантна физика и плюс уште нешто тамо, докториран, професор на Кембридж. Тамо сиде со камери и се снима документарец за него. Вундеркинд, генije. Да виеба мајката ненормална, ненормални сте виеве, све на мене, на тебе, код срева изврзани. Да расчистете ги више овие односи. Никаква позитивна селекција нема. Ако си близок, ке снимаш со некој, у таа продукција или овоја. Ако не си близок, нема да снимаш. Не теба 2%. Ако си близок со овој, тој тебе ќе ти додели пари. Ако не си близок, нема да имаш пари да снимаш. Па ти има и гениална идеја. Сакај да снимиш и за цурите у НАСА документарец или за професоров наш од Скопје, што е професор на Кембридж, сакаш за било кој, нема пари, бе. Нема пари. Нели е овие Срби, бе, малце, ај филм за Тома, за ова. Нели е болje за Тоше филм? Зборам сега за аутобиографски филм, не за документарец. Аутобиографски. Некој што ќе го глуми Тоше и сите останати екипата околу него и како изгледал тој негов живот до таа поимане во тоа лудило кој што го живеел на популарноста. Со сите приватни проблеми, недоумици, убави нешта, стресови, бегање од таа популарност со слава, како се заштитувал, како психички делувал на него, како дошло до не знам ова, до она, до таа емисијата кај Весна Бејби, која вистина покаже еден страотен, приватен, индивидуален замор, исцрпено со тоа што му се дешавало години и нормално следното се бајле она што следеше неговиот трагичен крај. Па да се види у тој, пошто игран филм, дали можеш фантазијата да ја пуштиш на волја, па да видиш да отвориш некоја тема што е чкаклива поврзана со она што се збореа некои контроверзи за неговата смрт и така натаму. Зошто за негов филм не се сними? Филмовите за познати личности се обично како нивни споменици, паметници. Ке умре човекот, дај да го овековечиме дека нешто со нешто оставил некаква трага кај поголем број на луѓе. Задолжил некого. А Тоше тоа го заслужил, свака му част, не ја сакав неговата музика, но дечкото беше као пеач врвен, како човек врвен. Колку луѓе им помогна, бе? Па срамота е, бе. На колку луѓе им помогна, кај све не вложуваше пари, од тие што ги заработуваше на начин као што ги заработуваше и на начин под кој што психички веројатно пукна малце. Не се издржува тоа, тој притисок. Колку има помогнато поимањам изградено у цркви, ова деца болни од ова, болни од она, да му еба мајка, да бе, толку ли сме ненормални, бе? Толку ли брзо забораваме? Врзани црева. Расчистете ги овие работи, децении се случува тоа, и во филмот, и во продукцијеви сегде. Ако сум твое дете од партија или другачие блиски сме, ти кај мене ки играш, ама ти утре кој ќе дојде, ти мене ке ми даеш пари за ова, ти за. Да му еба мајката. Стварно што е многу е. Ќутиш од страна и гледаш како шуруваат, што се работи и како се работи. И некој бре има, абе да му ебеш матери. Абе да му ебеш матер. Тоа ми било мене мистерија. Поготово од овој мојов свет, дали театар, филмова. Абе неверојатно. СДС на власт, он работи у сите театри. Режира, добива за филмови пари, за ова, за она, ако е филмски режисер и така натаму. Ако е глумец го зима, ти вамо и тамо и овамо и овамо. Го барат за милион други тезги да правиш ова, да правиш ова, да правиш ова. Убо е изврзан. Паѓа СДС од власт, истиот он, други бе, истото.
Пошто е пола фамилија му е зачленета у СДС, пола фамилија у ВМРО. И он е у вин-вин ситуација. Може овие, таквите, може оваа да ги вика Оливера, како се викаше водителка, во вин-вин се вика емисијата. Таквите да ги вика на вин-вин. Што реално живеат, тие не се демагози, тие реално го живеат животот вин-вин. Која партија дое на власт, они лапаат. Они имаат корист, бенефити и од вама, пошто пола фамилија му е у овие високо позиционирана, пола фамилија овие други е високо позиционирана. И за него нема зима. И затоа се тие измешани код срева работи, вака што ви ги кажувам, овие продукције и филмаџиствово. Немаш на ред да дојдеш. Ги знаете многу добро овие работи. И кој ве цица и до кај ве цица. Викам, како им успела е? Како им успела? Али јас знам и како им успела. Така. Јас сега имам овакво, имам близина со овие на власт, јас сега играм у сите филмови, режирам сите филмови, режирам сите представи, ама тебе те викам, ти си од спортивниот табор, ама знам дека ти утре у спортивниот табор можеш да идеш горе, па кој ќе дојдеш горе, ќе ми дадеш мене пас, ако ја ќе бидам доле, пошто моите главни не се више на власт, се твоите, ама ти пошто ја те викам кај мене нон-стоп да играш, да правиш до ова до она, ти сега мене ќе ми дадеш пари, а и понатаму да си го терам, да си терам работата. Дали ме сваштате? Па преку кур, да го гледаш ова 30 години. 30 години да го гледаш ова. И мислите дека ова нешто ќе смени се што го зборам? Не бе, они ќе си тераат. За жал ќе си тераат. Со наши пари. Па ќе добие пари некој кој што себе си се извалкал затоа што влегол во кампања против интересите на македонскиот народ да пее за, појма немам, промена на идентитетот македонски. И се стал на страната на еден архидушман македонски, како што е пример Бугарија. И демек ширам заедништво помеѓу Бугарија и Македонија. За таа кулиса. Нема отворено да каже, јас сум про ова или про она. Не, него дај да бидеме пријатели. Никој нема да каже од тие познатите, јас сум про овој ептен, јас, овие ми се мене таргет, јас, овие ми дале можност и у нивната држава да се развивам, да творам, да онадам, да бидам некој, ја морам сега да бидам на нивна страна, врбуван сум, купен сум. А нема тоа така да го каже како јавна личност, него ќе каже, види, бе, другари да бидеме. Политичари бе прават тие глупости. Смени име, вето, мето. Реално, ние, народов, се сакаме. Курмој. А токму тој народ тамо ги гласал тие што дошла на власт, за нас да ни поставуваат ултиматуми, закани секој ден. Премиер Мицковски, умеѓу време, уште едно за вас позитивен настап. Така се кажува, државнички, ни милиметар не отстапуваме. Појасно здравје. Да ве прашам сега вас СДС, кој е предавникот тука? По што е Мицковски предавникот? Затоа што излегува на телевизија и пред цел свет јавно кажува, ни милиметар не отстапуваме пред бугарите. Оти вика, знаете што дополни? Многу добра метафора. И ви ова како сакате можете да го сватите. Баш ме заболе. Прв пат имаме некој на таква позиција највисока, кој што конкретно ги кажува работите без цици-мици. Ни милиметар, вика, не отстапуваме. Пошто оваа влада на Радев е тотално насочена непријателски кон македонците и оваа држава. И додаде, вика, за танго се потребни двајца. Дека тангото, како и
преговарањето у политиката, како и договорите во политиката, треба да бидат во насочна улица. Ако во тангото не се двајца, немаш партнер. Тоа го кажа. Што сакате по-конкретно да ви каже човекот. И свака ви час за тоа. Отворено ви кажа. Како што знам и понекогаш да ви искритикуем, како сега, например, за ова. Што не реагирате за вакви работи што се случуваат, што наши пари се одлеваат за проекти кај што не треба да се одлеваат. Наместо тие пари да се дадат кај некој што конкретно заслужил, талентиран дечко или девојка, кој што има добар сценарио и решил да направи добар филм. Тој нема да добија. Ама ќе ги добијат овие шушумиги, бе. Како што можам за тоа да искритикувам, можам и да пофалам. Али имам таа слобода и си дозволувам тоа да го направам. Да не тупам. Сакав уште некој работи, ама многу дугачко ва траш. Така што да поентирам како што почнав. Престанете вие од СДС да бркате вештерки, духови и ботови, како сакате, каже, имате конкретен проблем. Со вакви реални, како мене. Ние не сме ботови, ничии. Нашите профили не се лажни, што сакате вие да ги блокирате. Кај ви е капацитетот за демократичност? Забрануете пораки на ваши објави од нормални граѓани, обични граѓани и сакате да блокирате профили на некој што не ви одговара, што ви ја плеска вистината у очи. Така? Па се обидувате да го компрометирате со измислени обвинувања. Бил мизогин, бил ваков, бил онаков. Ма мицата да ви ебам ја ваша. И ова како говор на омраза ли се сваќа кај вас у партија, Хајка правеле ВМРО против СДС со ботови. Хајка сега вие правите со ова што искачате оркестрирано еден по еден. Прво, кој му го тури овој што ја пее песнава на овој, на како се вика, Јон? Па, ова Богданка, па некоја Симона, прв пат ја гледам тамо. И оркестрирано имало ботови, ВМРО лажна слика создавале дека СДС се омразени кај народот. Омразени сте у пичку матерно. Не сте ни свесни изгледат, пошто поставувате вакви прашања, правите вакви кампањи организирани. Демек за да се прикажете у фино демократско светло, па уште народот го повикуете да ви помогне, да ви ги лоцираат лажните профили, да ви праќаат ова е лажен профил. Каков бе удбашки филм вие живеете? Вие сте ненормални, бе. Народот со очи неќе да ве погледне. Со самото тоа што ќе му се појавите на екран, на телевизија, му се повраќа истиот момент. Прашајте кого сакате нормален, у него вака поддржава, ќе ви го каже ова луѓе, ја не ве лажам. Им се повраќа. Кој ќе ве видат, а не да ве слушнат. Пошто кој ќе ве слушнат, тогаш и дрскајца ќе ги фати у исто време. И ќе повраќаат и дрскајца. Ќе дехидрираат комплетно. 10 тона електролити не им помагаат. Ќе умрат. Ајде, гитла. Ќе ви објаснувам на вас тука, за без пари.